во врска со именувањето на заменик директорката на Агенција за разузнавање, ја запреле постапката и не одлучиле при јасни и конкретни докази доставени до нив. Нивното образложение е невалидно, односно според нив причината за прекинување е тоа што основното јавно обвинителство покренало постапка за истиот случај. Државната комисија за спречување на корупција според нивните надлежности, како и според Законот за спречување на корупција, е должна да се произнесе по секој предмет за кој има сомнеш, а уште повеќе и доказ. Државната комисија за спречување на корупција не е орган на прогон и не може својата работа да ја поистоветува со работата на основното јавно обвинителство или било која друга институција со сосема различни надлежности. Ова е точно. ДКСК си носи прекршечна постапка и утврдува дали има прекршување на закон при вработување и така натаму. Сепак и покрај законската обврска при јасни докази заменик директорката дури и да биле прифатени годините како асистент на факултет математички пресметено вкупниот стаж не е доволен за извршување на оваа функција. Погоре посочените знаеки за овие докази во повеќе наврати барале различни награди од повеќе лица во власта и тоа: Бране Петрушевски, Владимир Неловски, Марија Митевска, Христијан Мицкоски. Покрај барањата за компензација за одлуката истите добивале и закани од разни партиски владини структури дека Ивана Стојановска мора да стане заменик директор на Агенција за разузнавање. На директорката на ДКСК во кеш и се доставени 50.000 евра, а истата имала задача службено да ги награди подоцна останатите, посочени бидејќи законот ја возможува тоа да го спроведе преку институцијата. Ова е доставена кривична пријава. Моје да ја известам, а обвинителството би требало да си превземе мерки.